Кочанскиот суд не дава информации за жалбите на обвинителството од една страна и осомничените инспектори од УЈП од друга страна за куќниот притвор. Од судот рекоа дека денеска заседаваат, но не откриваат каква одлука е донесена. Председателот на судот смета дека кривичниот совет кој одлучува е тој што треба да даде информација, додека обратно пак. Судиите од советот велат дека председателот треба да одобри. И покрај обидите на Телма да ја дознае одлуката, најави информација за утре. Судот имаше рок до денеска да реши дали ќе остане на првичната одлука за куќен притвор или пак ќе одреди поблаги мерки како што бараат осомничените, или пак затворски притвор како што бара обвинителството. Инаку двајцата инспектори од УЈП, Драган Паунов и Дуле Димитриев, се осомничени дека земале подкуп и му дојавувале на синот на газдата на Пулс, кога ќе има ненајавени контроли во диското. Адвокатот на Паунов вчера за Телма тврдеше дека за вакви дела судската пракса покажала дека досега не е одредуван ниту куќен притвор, а не па ефективен како што тоа го бара обвинителството. Селективноста во делот на предлагањето на мерките за обезбедување на осомничените. Тука можеме да видите различност и селективност и дискрепанца во делот на барањето за мерки за обезбедување. Судот во Кочани одреди куќен притвор за двајцата инспектори, додека за останатите 9 осомничени мерки за предпазливост. Инаку истражувачката репортерска лабораторија објави преписка меѓу Паунов и синот на газдата на дискотеката Михајло Јованов. Меѓу другото, во содржината на пораките имаше фотографии од часовник, кој наводно треба да е подарок за Паунов, но и дека инспекторот испраќа пораки за контроли кои ги вршат во градот. Паунов е брат на Даниела Димовска, председателката на Кривичен суд во Скопје, каде започна судењето против 35 обвинети за пожарот во Пулс, во кој загинаа 63 млади луѓе. Таа вели дека нема никаква поврзаност со предметот на незиниот брат.